Како што најавивме, наш гостин, министрот на транспорт и врски, Благоје Бачевски. Добро утро, министре. Добро утро, благодарам на поканата. Ајде се говори и ќе се говори за коридорите 8 и 10, за нивната важност. Јавноста, мисля, чини поширока јавност очекува кога ќе почне да се работи на терен, кој е интересот на граѓаните, кој е интересот на бизнес секторот, но и политичката јавност пак повеќе е фокусирана на тајните на договорот, на овие две прашања, ако може да одговори. Значи, прво, колку е важен овој договор, да подсетиме во неколку реченици, од каде до каде се протега? Дали точно се знае кои се изгледните точки од граница до граница, од исток до запад, бидејќи имаше и тука многу спекулации дека ќе биде само еден крак, дека ќе биде дел од или Рида, дека не се знае ништо. Ајде ме мола малку подетално за овие коридори. Благодарам на поканата. Најпрво сакам да истакнам дека значењето на изградбата на коридорите е клучниот основ зошто оваа влада влегува во реализација на паневропските коридори. Ние минатата година успеавме после долги години дебата, барања, лобирање од страна на државите од регионот, коридорот 8 да го подигнеме на ниво на главен паневропски коридор. Што значи дека досега на мапите на европските коридори, коридорот 10 беше главен коридор, а коридорот 8 беше вцртан како спореден коридор. Коридорот 8 е од влезот од Албанија, кај Струга, Ќафасан, преку Кичево, Тетово, Гостивар, Скопје, Куманово, Крива Паланка и граница со Бугарија. Тоа е на територијата на нашата држава. И тој коридор беше спореден коридор. Успеавме оваа година заради комуникацијата со Бугарија, со Албанија и Италија, бидејќи тој започнува од Италија, да излобираме да Европска унија го прифати предлогот да тој влезе на мапата на главни коридори, со што ние од овде не треба да застанеме со барањето или само нешто да бараме од Европска унија, туку напротив треба и да покажеме на дело дека тој коридор, бидејќи е веќе влезен во мапата на главни коридори, ние треба да покажеме акција и тој коридор да го подигнеме на повисоко ниво на безбедност, на повисок профил во делот и на патната, но и на железничката инфраструктура. И од тој аспект овој договор апсолутно дава за право на државата да влезе во реализација на токму на овој коридор и затворање на западната страна на коридорот 8. И тој се протега, тие делници се веќе и јавно објавени, коментирани, дискутирани повеќе пати во јавноста. Тетово Гостивар, Гостивар до Букојчани, до пред Кичево, и Требениште Струга до Ќафасан, до границата, бидејќи од Букојчани до Кичево на еден помал дел веќе имаме проект и преку ЕБРД се работи на завршување на проектната документација, каде што ќе се оди преку процедурите на ЕБРД за таа делница, а од Кичево до Охрид се работи автопатот, така што ние се надоврзуваме на делницата од Требениште Струга до излезот со Албанија. Така што тоа е коридорот 8, а коридорот 10D започнува, тоа е крак на коридорот 10, значи започнува од Градско, Дреново Фариш, таму каде што веќе работиме на подигнување на безбедноста и на повисоко ниво на експресен пат. Моментално превојот Плетвар, кој што го рехабилитиравме, и потоа Прилеп Битола е дел од коридорот 10D, кој што е влезен во овој договор, и Битола Меджитлија до граница со Грција, каде што имаме веќе проектна документација за експресен пат, но таа делница не е во овој договор. Во овој договор е делницата Прилеп Битола како автопатско решение. Јавното претпријатие за државни патишта работи на проектот и Битола до Меджитлија, каде што имаме комплетно нова траса и на која што ќе се концентрираме секако веќе од наредната година. Со тоа практично ние ги затвораме паневропските коридори во државата и ни останува уште една делница од Куманово до некаде Страцин, каде што е планиран нов експресен пат по нова траса и ќе се надоврзе на делницата Ранковце Крива Паланка, која што во моментот се гради, бевме на увид пред неколку дена со претседателот на владата. Од Крива Паланка до Деве Бајер се работи на третата лента, со што веќе ја заокружуваме сликата на овие главни коридори,
и покажуваме дека оваа национална транспортна стратегија во која што ние се обврзуваме дека ќе работиме на подигнување и на безбедноста и на нивото на автопатските делници, веќе и работиме на терен и верувам дека ова е представува акцелератор на развојот на економијата. Патната инфраструктура која што ќе ја доведеме до едно повисоко ниво, ќе придонесе и за рамномерен регионален развој и за многу нови работни места во другите региони, не концентрацијата се случува само во главниот град. Така што имаме многу примери. Примерот со Источна Македонија го дава веќе резултатот. Гледаме ние општина Свети Николе. Каков развој чувствува сега општина Штип, општина Радовиш со Кочани, со новата патна инфраструктура која што е ставена во функција, со новите експресни патишта и таму генерално ги комплетиравме сите патни правци. Верувам дека секој еден нов патен правец влијае во развојот на економијата и отворање на нови работни Само места. да не ги забравите оние стари кои што веќе покажуваат средните коловозни ленти се во поголем дел руинирани, треба да ги обновите. Тие особено оние влезни и излезни точки на обиколницата бидејќи многу тешко се пристапува, а некако како никој да не обрнува внимание бидејќи тие се многу кратки делници, но треба да се реновираат, а не чинат многу веројатно, но остават впечаток дека не се мисли на мали детали. Не, во постапка сме на рехабилитација и на ваквите делници. Еве пред неколку недели веќе започна рехабилитацијата на делницата на коридорот 10, тоа е од Демиркапија до Неготино, некаде во близина на ТЕЦ Неготино, каде што беше доста оштетен коловозот. Веќе влеговме во рехабилитација на тој дел. Тоа е главниот автопат во државата север-југ и тука имавме доста големо оштетување. Така што таму веќе се работи на рехабилитација. И еве, на една делница треба да се започне брзо со проектирање и со реализација на обиколницата околу Скопје, каде што има доста сериозно оштетување. Така што работиме и на рехабилитација и на реконструкција на голем број патни правци и преку јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, но и преку трети лица кои што работат на терен. Сега ние сме научени кој ќе кажеме се почна да се гради, кој ќе видиме првата лопата, иако во вакви големи проекти не значи така. Па дури кога гледаме згради, кога се прават, има многу време се троши на подготовки. Дали овие компании, Бехтел и Енка, оваа компанија, овој конзорциум, е на терен? Што работат сега? На ова прашање еден одговор даде и деканот на Градежен факултет при една дебата, дека почетокот на стартот на работите на еден автопат или на една нова експресна делница, како и да е, на нов градежен објект, не значи со првиот багер кога ќе излезе на терен. Проектот започнува кога ќе започнат анализите на терен, испитувањата, проектирањето, се работи ли на тоа? Експроприацијата на терен, урбанистичките проекти, основните проекти, но тоа е клучниот елемент за да кога ќе влезе механизацијата, има непречен простор и терен и фронт за работа, за да нема застои како што ни се случува на Кичево Охрид, например. И тоа ни е многу вака еклатантен пример за да направиме разлика како не треба и заради тоа одиме по оваа процедура. Значи, во моментот компанијата врши мобилизација, започнува со испитувањата на терен, уцртувањето на трасите и потоа ќе влезе со проектирање. Целта е да дозволиме фазна градба, заради тоа што на една делница, ако ја земеме Прилеп Битола, во трасата имаме некаде каде што земјиштето е на Република Македонија, но некаде е приватно земјиште. Целта е, кога ќе дозволиме фазно градење со законските измени кои што ги предлагаме, да може на чистите делници, кои што се имотно правно чисти, да влезе да се испроектират 5 или 10 километри од трасата, да влезат да работат на тие 10 километри, паралелно со тоа продолжуваат додека државата ја чисти експроприацијата, согласно законите и процедурите, тие да работат на останатиот дел од трасата. Кога ќе се комплетира целиот проект со завршена техничка документација, завршена градба, тие аплицираат за одобрение за употреба и тогаш, согласно закон, да Министерството за транспорт, државниот орган, издаде одобрение за употреба и тогаш ќе биде комплетирана делницата и ставена во функција. Така што ова е чекорот кој што преку кој што тврдам дека ќе успееме да многу побрзо и поефикасно ги завршиме овие делници, но и многу поквалитетно. Каде е разликата? Ако ние денеска започнеме автопат кој што има техничка документација, а таа техничка документација е изработена во 2005 или во 2010 година,
пред 10, 15, 20 години. Таа техничка документација не е секогаш не ја отсликува реалноста од теренот, бидејќи во меѓувреме нешто се случило на терен. Се изградил некој објект, инфраструктурен, може друг, може гасовод, може далековод, може општински некој објект, и тогаш ни се јавуваат проблеми. Ќе влезе механизацијата на терен, не соодветствува теренот со она кое што го имаме во проектот. И тоа ни се случуваше исто така со Кичево окрит и со многу други проекти. Токму поради тоа, целта е на некој начин во реално време да се проектира и да се гради. Денеска се прави проектот, се одобрува во ЈПДП како надлежен орган кој што ја следи градбата со својата единица која што ќе биде исклучиво наменета за овој проект, го одобрува тој дел, наредниот ден веќе да влезе на терен. И тогаш податоците кои што ги имаме во проектот се буквално од претходните неколку месеци и веднаш се влегува на терен со работа, така и ќе немаме грешки помеѓу настанатата проектна документација и изведувачите на терен. И нема да имаме спорови, бидејќи истиот изведувач ќе проектира и ќе гради. Инаку постојано се наоѓаме измеѓу проектантите и изведувачите. Кој бил виновен, кој направил лош проект, кој направил добар проект. Господин министр, кој ќе ги гради овие коридори, овие патишта? Мислам, Бехтел и ЕНК е конзорциумот, но реално на терен кој ќе работи, во договорот стои дека 51% од сите трошоци или треба да влезат во домашни компании на било кој начин. Кој ќе гради? Има ли Македонија доволно градежна оператива, бидејќи знаеме од 90-тите наому големите градежни компании се распадна, има нешто останато, нешто нема. Дали Бехтел има свој машини, своји работници или ЕНКА, не знам кој ги извршува работите, или главно ќе се ослонуваат на наши градежници. И дали ние ги имаме, дали ги имаме доволно? Значи, најпрво сакам да истакнам дека во законот е утврдено дека најмалку, не 51, туку најмалку 51% од ресурсите, каде што спаѓаат ресурси и човечки ресурси и ресурси практично во дел на механизација, на материјали кои што ќе се вградуваат, да бидат од државата. Чекайте, тоа вие го избоксувавте или нив тоа им одговара? Тоа е во законот. Да, но кога правевте законот, договорот, значи дали беше... Значи целта е секоја држава секоја држава сака што е можно повеќе домашни компании, луѓе од овде, механизација да работи на патиштата кои што се градат овде. Но доколку успееме домашни фирми да влезат со 70% во делот на градбата или градежна механизација, тоа за нас ќе биде секако успех за државата, за домашните компании, за бизнис секторот. Кој што не мора само од градежништвото, бидејќи уште 20-30 други гранки влегуваат во... Апсолутно. Ако имаме 3 до 4.000 работници кои што е некаква проекција, кои треба да влезат на терен и да работат, секако интенцијата на државата е да бидат што е можно повеќе од овде, но секако теренот, пазарот ќе го утврди тоа колку има работници на терен кои што се подготвени да влезат, колку има механизација подготвена на терен, колку има компании подготвени да влезат и да работат. Имате ли увид? Имате речеме до сега колку компании се пријавиле дека сакаат или работат да работат? Сега се наоѓаме на почеток на реализацијата на договорот, така што секоја компанија која што смета дека може да одговори, сака да влезе во реализација на овој проект, да добие некое ново знаење, бидејќи ова е една од најголемите светски реномирани компании и во многу треба и нашите инженери домашни компаниите да превземат од тоа знаење за да потоа ние го развиеме и градежниот сектор. Ова веројатно и ќе значи еден нов старт на градежништвото во државата, преку кој проект ќе успееме да го реставрираме целиот градежен сектор. Добро, Груби некаде пред недела дена во комората рече 40 на компании веќе пријавиле интерес дека сакаат да соработуваат, веројатно тој број се зголемува. Веројатно и на мене ќе ми биде драго, како што кажав и на почетокот, да што е можно повеќе компании влезат, разговараат и секако се најдат на терен да сработат, заради тоа што и ние имаме сериозна градежна оператива која што може да влезе и да работи рамо до рамо со овие големи компании, се со цел и да добие ново знаење, но и да тоа знаење го пренесе во иднина. Во бизнис секторот генерално од коморите, дали тие два чекаат да почне да се гради, да се работи нешто, има ли интерес, дали важно е и тоа што вие сакате, дали тие го сакаат, посакуваат да работат или веќе живеат во некој
свет дека нема ништо од инфраструктура, дека ова е генерално и тие подпаднале под политички влијанија, договорот е лош или не е лош. Дали има интерес во градежништвото да се работи? Јас верувам дека има интерес. Имавме неколку средби и јас и претходно сум имал средби со комората, градежната комора при Стопанската комора на Македонија, така што сум разговарал, секако дека се подготвени и сакаат да се вклучат. Во кој обем, во кој капацитет, секако тие ќе одлучат нашите домашни компании од бизнис секторот. Јас верувам дека ова е добар проект. Ние и без овој проект веќе работиме на многу други проекти. Например, железничката пруга кон Бугарија, експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, првата фаза од Скопје-Блаце, Кичево-Охрид се работи, каде што и таму работат како подизведувачи домашни компании. Имаме рехабилитација на постоечкиот пат Битола-Меджитлија, Маврови-Јанови, Жировница се работи, рехабилитација, работиме на рехабилитација на Велес градско, значи домашните компании и како се застапени. Имаме проект за локални патишта, кој што е преку транспорт и врски, работиме во многу општини. Експресните патишта, ова е дополнителна шанса да се вклучат и да, како што кажав, да превземат дел од знаењето. Нови можности за домашните компании, за нашите инженери, за факултетот, градежниот факултет, каде што студентите ќе можат практично да се уверат во она што го прави најсилната, една од најсилните градежни оперативи. Значи ме велат дека градежници, професорите во Свети Николе е една од најдобрите фабрики за производство на полимерен битумен, можеби ќе го користат тој, бидејќи во регионот се користи тој. Значи тоа е една придобивка, веројатно. Многу компании може да се најдат и јас верувам дека ќе најдат заеднички јазик, ќе се вклучат и ќе бидат дел од овој голем проект. Министре, плаќавте пенали или аванс? Нема пенали, значи ние веќе информиравме дека согласно законот, согласно договорот и согласно програмата за финансирање на патна инфраструктура, програма која што е донесена на влада и објавена во службен весник, се исплаќаат средства во транши, во трансфер преку владата, буџетот до јавното претпријатие за државни патишта, каде што ЈПДП со својата единица, со своите тимови работи на директно реализација на договорот со БЕК Теленка. Ама во тие меѓународни договори обично има пенали ако не се изврши некој дел, или тие ќе плаќаат пенали или не е баш така. Видите, ова сметам дека во изминатиот период може изведувачот да плати некој пенал ако не заврши. Во изминатиот период излегува многу и дезинформации во јавноста во однос на проектот, на договорот. Сметам дека клучниот дел и клучниот аспект ние воопшто и него третираше јавноста во делот на значењето на коридорите. А во секој договор има обврски на едната и на другата страна. Обврски на едната страна е да го заврши коридорот, обврски на другата страна е да реализира согласно плаќањата, експроприацијата на терен, одобрувањата на проектите, бидејќи проектна документација не може компанијата да излезе да проектира и да излезе да гради. Компанијата ќе проектира, но мора тој проект да биде одобрен во ЈПДП, каде што ќе се согласи на една или на друга варијанта. Така што целиот овој процес мора да оди брзо, синхронизирано, со цел да се испочитуваат обврските и од двете страни. Јас сум убеден дека ова ќе биде брза реализација на овој коридор, бидејќи доколку државата е подготвена да ги гради овие коридори за 10 или 15 години, сметам дека тоа е погрешна политика. Ние треба нашиот интерес да го гледаме. Нашиот интерес е час поскоро да ги завршиме овие коридори, бидејќи и останатите земји во регионот работат на нивните коридори. Ако ние не се зафатиме со работа и не ги овие коридори подигнеме на ниво кое што треба да бидат, тогаш можеби во некоја идна прераспределба Европската унија коридорот 8 ќе го измести на територијата на некоја друга држава. И сметам дека тоа е недозволиво и заради тоа треба час поскоро да ги реализираме овие проекти кои што се исклучително значајни за државата и за економијата. Ако ВМРО ДПМН остане на позициите да не ги подржи донесувањето на законите кои што се пред пратениците, дали ќе значи тоа одложување на градбата, дали тоа ќе не чини повеќе, дали тоа ќе носи пенали? Доколку градбата трае пократко, секако роковите ќе бидат за нас поприфатливи и ќе заврши компанијата побрзо, ќе ја зголемиме безбедноста на граѓаните побрзо,
ќе отвориме можност за економски развој на државата час поскоро, во 27-8 година, а не да се случи тоа од 30-35 година, кое што е неповолна варијанта и сценарио. Но и доколку не се усвојат законите, тогаш продолжуваме со работа согласно тековната законска легислатива, тогаш проектот ќе трае малку подолго, секако, ќе видиме за кој период, бидејќи ние овде треба да одобруваме инфраструктурни проекти, во институциите на државата треба да одобруваме основни проекти, треба да вршиме експроприација согласно сегашната легислатива и секако за тој период и ќе се одложи градбата. Експроприацијата е во фокусот на интересот на граѓаните, како никогаш досега и секогаш кога се прават вакви објекти, се случуваат експроприации, бидејќи на теренот имате нешто што е државно земјиште, нешто е на граѓаните. И тоа се чини најмногу сумнителен дел дека при експроприацијата луѓето блиски до власта кои што имаат пристап до информации, кои ќе знаат каде проаѓа трасата, на ефтино ќе откупат земјиштето, за потоа вие како влада кои ќе ги плаќате да заработат или луѓето што ги знаат или да има корупција или некој да заработи на таа сметка. Како ќе го избегнете ова? Како може да бидеме сигурни дека нема да се случи тоа? Значи, бидејќи имало искуство дека се случувало тоа. Да, овде се вкрстуваат повеќе материи. Едната е со начинот на продажба на градежно земјиште, како се врши, за да знаат граѓаните. Второто е начинот на експроприација. Значи, земјиштето во државата е поделено на градежно, таму каде што има урбанистички план, донесен, на сила, и земјоделско, таму каде што не е урбанизирано. Каде што има урбанистички план, земјиштето го продаваат општините на лицитација, со јавно надавање. И тоа има одредена намена. Обично во општините, во генералните планови, во градовите, во овие сите постапки кои што се водат најчесто концентрирани во градските средини. Но автопатиштата не поминуваат низ центар на градот, тие поминуваат надвор од градовите и нормално знаеме дека овие постапки секако се изземени на страна, бидејќи градежното земјиште се продава на лицитација со јавен оглас од општина, утврден со закон и за намената за која што е утврден урбанистичкиот план. Таа намена може да биде една или друга. Така? Онаму каде што е земјоделско земјиште не може да се продава, бидејќи тоа оди согласно законот за земјоделско земјиште под закуп. Таму каде што земјоделците имаат одредени земјоделски површини, тоа го одгледуваат. Значи тука нема продажба. Не може да некој да му текне да продаде земјоделско земјиште, затоа што тоа не е дозволиво со закон. Ако сметаат луѓето дека оние површини, тоа е сега третата опција, кои што се со закон за денационализација на времето враќани големи површини на земјиште и тие реално ги поседуваат одредени граѓани, тие се веќе нивна сопственост, но тие земјишта не може никој да им ги земе во моментот, освен ако не помине проект од јавен интерес преку тоа земјиште. И сега автопатиштата, пругите, гасоводите се проекти од јавен интерес. Кога се работи ваков проект, кога ќе се уцрата трасата и доколку зафаќа дел приватно земјиште, кое што е вратено на некој граѓанин на еден или на друг начин со денационализација или така натаму, тогаш таа парцела на земјиштето се прави елаборат и врз база на тој елаборат Биро за судски вештачења, која што е државна институција, врши проценка за тој имот на тој граѓанин. Таа проценка се дава преку правобранителство во Управата за имотно-правни работи. Управата го повикува граѓанинот и му ја дава проценката. Проценката е толку и толку средства обештетување заради тоа што треба да се откупи одредена квадратура на земјиште. Доколку граѓанинот прифати, склучува договор и се исплаќаат средства. И тоа средствата не ги исплаќа Бехтел, НК, ги исплаќа државата према граѓанинот. Тука компанијата воопшто нема никаква допирна точка со овој процес. Доколку не се согласи, тој може да оди со тужба на управен суд и во тој момент да тече постапка за да се докаже дали таа сума е доволна, недоволна и судот ќе пресуди на крајот колкава ќе биде. Но целта е и во денешниот закон за експроприација стои членот каде што вика после носење на решение може да одлучи владата површината да ја воведе во владение, односно изведувачот да го воведе во владение на таа површина, додека трае судската постапка да тој работи во таа површина. А колкава ќе биде оштетата, ќе си плати на крајот на денот државата, дали ќе биде една или друга сума, јавното претпријатие се согласува да исплати колку што ќе пресуди управниот суд. И овде целта е само да нема застој на работите со долги судски постапки, но секако дека ќе бидат исплатени граѓани.
Една од забелешките на што доаѓаат од опозицијата преку некаков свиркач е дека се работи за, ако може да цитира, англосаксонски закони кои што се во договорот. Што е спорно? Како обично се прават тие договори? Значи, целта е сите оние прашања кои што ќе се јават. Ако има многу прашања кои што ќе се јават на терен, во дел на проектирањето, начинот на проектирањето, изградбата, да се решаваат во согласност помеѓу инвеститорот ЈПДП и изведувачот, така што цела една единица ќе работи од страна на државата во соработка со изведувачот да ги решава сите прашања кои што се наметнуваат. И тоа ќе се работи согласно македонското законодавство. Доколку има одредени спорови во дел на реализацијата, секако тие спорови не само на овој проект, на сите проекти одат на арбитража во Париз. И за Кичево Охрид, и за одредени други делници, експресни патишта, каде што изведувачите ја напуштаат делницата, еве, градско Дреново, Дреново Фаришка, што имавме два изведувачи, веќе тие ги нема на терен, други избравме, и тие се сите постапки кои што ни одземаат време и реално губиме многу време, многу енергија за да реализираме одредени делници и тогаш се оди во арбитража каде што државата настапува со своите аргументи, компанијата со своите аргументи. Но тоа е пракса и за други проекти. За сите проекти. Генерално, се сеќам дека кога беше и за рудниците, тоа арбитражите се случуваат или Париз или Лондон. Така е. И тоа е стандардна процедура. Стандардна процедура за секој ваков голем инфраструктурен проект. Од каде тогаш оние информации што лидерот на ВМРО ДПМН и подпредседател 70% ќе биле работници од странство, дека овој договор англосаксонски не е добар, треба да се работи според законите на Македонија. На кого граѓани сега како да веруваат? Различни бројки, различни податоци, сакаат да знаат колку ќе се потрошат. Вие велите дека секој потрошен денар ќе биде објавен на информации, така? Така е. Значи овој договор се реализира согласно домашното законодавство и заради тоа е донесен закон за овој проект. Законот е посебен закон за Бехтеленка за реализација на стратешки проект Коридор 8 и 10 и секако целта е доколку ние успееме да ги подобриме законските решенија во неколку други закони, ќе успееме да преку побрза процедура ги реализираме коридорите. Тоа значи дека пак е ова домашното законодавство и ќе се работи согласно домашното законодавство. Во законот за Бехтеленка, кој што е 2 години веќе, речиси 2 години донесен, јавно објавен, стои дека најмалку 57% од ресурсите треба да бидат домашни. Например, во Косово, кога граделе Бехтеленка, ми се чини дека над 70% од ресурсите биле домашни, заради тоа што имало поголем број на луѓе кои што прифатиле да работат, поголем број на компании домашни од Косово работеле, така што тоа е на крајот на денот пазарот на таа држава која што нешто нуди. Ние доколку можеме и 70% и 80% ќе работиме со домашни ресурси и капацитети. Но целта е секако, пак ќе кажам, да што е можно повеќе компании, работници од овде, инженери од овде работат на терен. Во што е тогаш магијата на квалитетно градење на Бехтеленка, како работат само домашни компании? Со ноу-хау, како настапот? Зошто тогаш со добра организација? Зошто во Косово има добар автопат? Ние немаме такви патишта, за жал. Веројатно ќе имаме еднаш ќе ги добиеме за да можеме да се фалиме дека навистина возиме по квалитетни асфалтирани патишта. Целта е да има добра организација на терен, добра поставеност на сите позиции, да се нападнат сите точки на трасата, не парцијално, значи сите делници одеднаш да се работат. Државата да може брзо да ги реализира и решава прашањата на терен. Овде спаѓа и рековме експроприација, проекти, основни проекти, да се брзо одобруваат оние проекти и технички решенија кои што ќе ги проектира проектантот. Значи целта е како еден тим да работат и тоа е моделот кој што ќе ни даде брза и ефикасна реализација на терен. Тоа е начинот на кој што работи и еве видовме пред само неколку дена и во Србија се пушти една делница која што е работеле Бехтеленка и во останатите земји од регионот, но најважно од се е за нас да имаме квалитетна, модерна инфраструктура која што ќе донесе рамномерен регионален развој. Јас многу пати сум бил и во Прилеп и во Битола со стопанските комори од овој регион, и во Тетово и во Гостивар. Прво и клучно прашање секогаш било: кога ќе се изградат патиштата кон овој регион? Еве Прилеп и Битола.
Јас се сеќавам добро и на средбата. Јас им образлагав дека ние веќе работиме на коридор 10D од Градско, Дреново, Фариш, па ќе го рехабилитираме Плетвар. На целото тоа го земаа со резерва тогаш. Ние еве денеска покажавме Градско, Дреново и Дреново Фариш се две делници кои што веќе се гледа градбата. Се пробиваат тунели, се градат мостови, се асфалтира, се тампонира теренот. Плетвар го рехабилитиравме и сега веќе влегуваме на продолжетокот на овој коридор од Прилеп до Битола со овој автопат. Така што на мене ми е драго и тие се луѓето кои што треба да посведочат, да дојдат и да кажат зошто е важно да се брзо реализира оваа патна инфраструктура, за да го заживееме регионот. А не е целта да се иселат граѓаните од. Во секоја економска криза големите бизниси во Македонија се жалеа дека Солунското пристаниште им е скапо, имаше штрајкови и цело време инсистира да се отвори овој коридор кон Драч, за да можат и кон Исток, за да можат да полесно да комуницираат. Нема да има веќе монопол, ќе излегуваме и на Драч, но на другата страна и на Бургас и Варна. Да, но малку ги слушаме нив во јавноста, многу се исполитизира, само политичарите говорат. Не говорат градежниците, не говорат бизнисмените, колку е за нив важно, не говорат граѓаните за кои што постачувате. И веќе се говори дека ќе кошта 2 милиарди, 3 милиарди. Имате ли представа колку генерално може од прилика од 2 милиарди 300 плюс да чини, освен 300 милиони за експроприација? Количините ќе се сигурно ставате простор, нели како велиме на пазарот, кој ќе издадеш, не знаеш колку ќе те чини. Количините ќе се утврдуваат на терен согласно процедурите на ФИДИК правилата. Секоја изработена количина ископана земја, не знам, тампониран слој, асфалт, вградени материјали, заштитни одбојни огради, сите материјали кои што ќе се вградуваат, градба на мостови, тунели, согласно ФИДИК правилата се утврдува со изработени количини. Тоа што ќе биде изработено на терен, тоа го потврдува надзорот, го проверува, го потврдува единицата која што работи во ЈПДП, потоа се плаќа. Тоа е начинот на сите други проекти, тоа ќе биде начинот и овде. Значи, ова е прв пат да се работи по овој ФИДИК систем или клучна рака, како преведе. Прв пат е проектирање и градба, тоа кое што го објаснив пред малку, дека на компанијата и дозволуваме да го менаџира целиот процес во дел на проектирање и градење. И овде сметаме дека ќе ги избегнеме судирите помеѓу компанијата изведувач и компанијата проектант, кои што перманентно се докажува дали проектот е добар, дали има грешни податоци, дали може имало подобро решение. Кога проектот е изработен од државата, еве од ЈПДП, и кога има одредена варијација или измена, потреба од измена, тогаш ЈПДП мора да пристапи кон, доколку тој проект е малку постар, мора да пристапи кон нова јавна набавка, да избере нов проектант, па тој проектант да го преработи проектот. На Кичево Охрид ние, например, 25% од трасата ја репроектиравме. Со нов тендер, нов проектант, нови косини, градежен факултет мора да направи ревизија и целата таа постапка ја развлекува градбата, а за тоа време машините на терен стојат. Целта е ние ова да го правиме во еден од. Проектирањето и градењето да одат синхронизирано заедно во реално време и заради тоа и побрза ќе биде реализацијата на. И само уште едно прашање околу работната сила, дали ќе добијат добри плати, дали тоа ќе биде исто така поттик за работниците и дали ќе ги надминат оние, бидејќи сега наеднаш сите се загрижија за правата на работниците, а од друга страна слушам дека Македонија е доста рестриктивна во давањето права на работниците, на сите нас да работиме на 2 или 3 работни места. Некако како да има колизија меѓу потребата од некој да заработи и грижата на синдикатите или не знам на партијата за правата на работниците. Како ќе се усогласите тука? Се надминали таа секој сектор во државата, дали е тоа синдикатот, градежната комора, не знам, од трета страна владата, институциите, овој процес го гледаат од различни агли. Целта е да се најде балансот. Што е тоа што е оптимално и најдобро решение. Не еднаш градежниците барале, разговарале за можноста да се работи повеќе на терен, бидејќи градежништвото е поврзано со временските услови. Ние во зимските месеци и како ќе имаме намалување на работните сати. Например, има случаи кога имаме поволно време за работа на терен, сончево време, петок, сабота, недела и понеделник, а од вторник почнуваат дождови, кога градежната механизација мора да биде повлечена од терен. Тоа значи дека
недела како работен ден би било добро во таква ситуација да биде искористен, но од друга страна потоа секако да се употреби друг ден да биде даден за одмор на работниците. Така што градежништвото е и tekako поврзано со временските услови, зимски период, летен период и сметам дека ќе се најде оптимално поволно решение со цел да брзо, ефикасно се работи на терен, да се запазат сите права на работниците и секако со согласност доколку некој прифаќа да работи, да може тоа право да го оствари, но и на крајот на денот тоа да му биде платено од страна на изведувачот. Бидејќи во минатото тие кои што денеска најмногу се борат, условно речено, за правата на работниците, имаше ситуации во кои што работниците работеа и tekako многу повеќе сати во фабриките. Јас доаѓам од Штип, во текстилните фабрики се работеше многу повеќе. На терен, во другите сектори се работеше, но тоа дали беше плаќано соодветно е друго прашање. Тогаш и минималната плата беше 9000 денари. Просечната беше 27500 денари. Денеска сите тие плати се веќе далеку повисоки, но целта е да продолжат да растат. И добро, овие компании што ќе влезат во наши компании во процесот имаат и други бенефити. Ќе бидат ослободени од давачки при набавка на опрема, нели од даночни ослободувања. Значи тоа е плюс интерес да влезат во Значи придобивките се, морам да кажам, пред се во делот на знаењето. Зборувам сега во делот на градежништвото. Добро, и министерот на финансии рече дури до 8000 работни места нови може да има. Значи 3 до 4000 кои што директно би работеле и дополнителни уште 4 до 5000 кои што ќе работат во други сектори и ќе бидат од корист секако за овој проект кој што е досега најголем и верувам дека ќе ги даде посакуваните резултати. Убеден сум дека ќе имаме брза и ефикасна реализација. На крајот сакам да знам дека државата после 5 години ќе има модерни безбедни патишта, безбедноста во сообраќајот ќе ја зголемиме и ако знаеме сите, ќе се согласиме дека доколку за 1 или 2 години побрзо ги реализираме патиштата, ние имаме годишно жртви во сообраќајот, зависност од годините, 100 до 150 жртви. Ние на 110 километри нови автопатишта и tekako ќе ја зголемиме безбедноста. За 2 години можеме енормно да го намалиме бројот на жртви во сообраќајот, на повредени во сообраќајот. Тоа е целта на секоја држава и за тоа треба да се бориме. Час поскоро не да зборуваме дали е поволно за државата во 2035 да ги заврши коридорите, туку дали е можно да ги заврши во 27 во 28 година. Министер, благодарам што бевте гостин во Утрески печети и посакувам во интерес на сите граѓани да дојде до брза реализација на овие патишта, нови, и да ги реновирате оние кои што ги започнате. Благодарам и на вас за покана. Тоа беше разговорот со министерот Бочарски. Одиме понатаму со нашите редовни содржини со јавувањето од Лондон.